Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи. Вечерва ново интервју, некаде околу 65 до 70 минути, на тема дали ќе има поскапување на електричната енергија. Стотици од вас, да не речам илјадници од вас, и на Facebook, и на YouTube, на социјалните мрежи ми го поставаат тоа прашање. Дали ќе поскапи струјата? Всушност, тоа е клучно екзистенционално прашање за македонските граѓани или за еден поголем дел од македонските граѓани, бидејќи едва врзуваат крај со крај во ова бурно време, време на корони, кога трошоците стануваат од ден на ден се поголеми. Во светот се случуваат два клучни процеси. Едниот процес е покачување или зголемување на инфлацијата и вториот случај е всушност водење на светската дипломатија преку природниот газ, преку енергенсите. Ако до пред една година беа вакцините, сега е природниот газ и енергенсите. За тоа разговараме со Марко Бислимовски. Едно одлично интервју, трае 70 на минути. И од тој интервју ќе одговориме на клучното прашање дали и колку ќе се зголеми цената на електричната енергија, колку пари се вртат во бизнисот со струја и зошто најголем дел од тајкуните во Република Македонија или од политичките лидери, бидејќи лидерот на ВМРО-ДПМН и лидерот на СДСМ биле вклучени во тој процес или во производството, или во трговијата, или во бизнисот со струја, токму потекнат од тој бизнис. Или тајкуните се толку мокни да може да инсталираат своји луѓе на чело на СДСМ, на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи потекнат или работеле во делот на електрична енергија, односно со струјата. Значи, но интервју трае 70 минути, одлично интервју, останете со нас, погледнете го, нема да зажалите. Марко Бислимовски, председател за струја, односно председател на регулаторна комисија за електрична енергија. Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, а уште малку ќе биде дополнато и за комунален отпад. Меѓутоа, вие палите, вие гасите. Од вас зависи цена на струја, дали ќе има рестрикции, дали ќе нема рестрикции, како Чомовски во еден телевизија. Не баш така, значи ние во делот на енергетиката сме одговорни за определување на цени на мрежни дејности, таму каде што има за гасот цевки и за електричната енергија каде што има кабели. Значи, одговорни или неодговорни? Се обидуваме да бидеме одговорни. Бидејќи овие 30 години политичарите во Македонија не успеа да искречат тоа што Сиборстите го има направено. Од делот на енергетиката се согласувам. Бидејќи не успеа да искречат, ние веќе од 2000 која е тамо година, 20 години назад, мораме да увезуваме електрична енергија. Првиот увоз на електрична енергија е направен во 2000-та година и од тогаш секоја година увезуваме и негде во последниве 10 години во зависност од хидрологија се движи од 25 до 35%. Факт е тоа што го кажавте, дека ние во независна Македонија спиевме на стара слава, на златните времења, кога успеале да се направат 3 блока во Битола од 675 мегавати, една термоелектрана во Кичево, во Осломи, 120 мегавати, направена е термоелектрана во Неготино на мазут, 210 мегавати и се направени сите овие хидроелектрани, значи сме имали еден вкупен инсталиран капацитет како држава што сме изградиле од околу 1600 мегавати. Значи ние всушност сме требало да бидеме коона во вицот, нарани кучета и не дири думи. Значи ништо да не правевме, ќе поминевме подобро, бидејќи ние сме многу интелигентни, пробавме нешто да правиме и све упропастивме или све прокоцкавме. Кога стана збор за електрична енергија. Сме Бислимовски. Се сме во многу критична ситуација. Не сме ние туку е цел свет критична ситуација, меѓутоа до тој степен е издигнато прашањето на електрична енергија што падот или останување на власта зависи од цената на струјата. Една хистерија која се случува 2 или 3 месеци. Вие давате неколку изјави, во едни изјави велите дека нема потреба од зголемување на цената и како проаѓа времето, парирате, доаѓате сега да ги чекате понудите на увозниците на струја или тие што купуваат струја, да видиме дали и колку ќе биде зголемена електрична енергија. Меѓутоа, може ли на почеток, бидејќи гледачите тоа треба да го сватат, за кој обем на бизнис станува збор на годишно ниво? Бидејќи кога кажеме за кој обем на бизнис, колку се купува, колку се продава, колку се везува, гледачите ќе може да сватат за каква ред на величина, каков ред на величина. Во зависност од годината и зависност од цените кои што се движат на пазарите во регионот и во Европа. И сега кажувам за една вообичаена година. Ова е исклучителна година каде што не е добра за споредба, некаде се вртат околу
милиарда и 100 милиони евра. Што милиарда и 100? Толку пари се вртат. Не. Вкупниот бизнес. турновер на целиот бизнес. Тука и приходи на МЕПСО, тука се приходи на ЕСМ, тука се приходи на електродистрибуција, тука се приходи на... Тоа се многу пари. Тоа се многу пари и ние на тој бизнес можеме да влијаеме само на делот на регулираниот пазар, каде што кажува регулаторната комисија за енергетика колку да биде Добро. цената. Во споредба да речеме со Титово време, за колку е зголемена потрошувачка на електрична енергија. Ако ние земеме дека 1979 година не е се уште најуспешната година во историја на македонската економија и помина 30 години или независност македонска држава и ние се уште немаме надминато по стапка на економски развој, по ниво на економски развој 1979 година, во делот на електрична енергија. Колку е тоа зголемено во однос да речеме пред 30 години, бидејќи потребите се големини. Сите имат по живеат еден или двајца останали. Во делот на потрошувачката на струја, електрична енергија, некаде сме околу од 6,5 до 7 милиарди киловат часови на годишно ниво и се движиме тука во... Колку е? Тоа е зголемено за едно 15-20% во однош на тоа време кога имало и друга структура на потрошувачка. Факт е во последно време дека се намалува потрошувачката затоа што се смени и структурата на индустријата. Порано имавме повеќе металопроработувачки комбинати кои што работеа во полна сила, а сега имаме и фабрики кои што инвестираат самите во софистицирана опрема за да се намалат својата потрошувачка на електрична енергија. Значи, трендот и понатака, според мене, ќе биде на задржување на потрошувачката на исто ниво, поради тоа што сите веќе почнуваат да инвестираат во енергетски ефикасна опрема со цел да се ги намалат трошоците и за електрична енергија и она што е карактеристично е дека многу компании се поставуваат на своите кровови фотоволтаици со цел да се ги намалат своите трошоци со електрична енергија и верувам дека и во наредниот период тој тренд ќе продолжи. Фотоволтаици мисли сончева или соларна енергија? Сончева енергија, тој тренд ќе продолжи и следната година, имајќи во предвид дека со оваа криза што е во моментов и конкретно во последните 2-3 месеца кај нас се поднесени барања за издавање за лиценци за фотоволтаици некаде околу 2-13 мегавата, што е сериозна бројка. Добро, ај се едно по едно. Двата лидери на двете најголеми политички партии, и Димитар Ковачевски Таче и Христијан Мицковски, се бават со електрична енергија. Односно се бават со струја. Едниот има мали хидроцентрали и вториот има сончева или панели или како се нарекува, фотоволтаици. Значи, ако двата лидери на двете најголеми политички партии доаѓаат од секторот, Христијан Мицковски нели освен што бил директор на Елем, има работено и во Белград, купување, продавање на струја и така натаму, тоа значи дека тоа е бизнис од каде што има доволно средства, има доволно моќни играчи, да не речам доволно тајкуни, кои можат да испровоцират или да произведат кадар кој ќе може да биде на чело на двете најголеми политички партии во Република Македонија. Ако видите дека 1 милиарда и 100 е вкупниот обем на бизнисот на електрична енергија во Македонија, 10% да останува профит, и 5% да останува профит, тоа се многу пари, од 50 до 100 милиони евра. Остана толку голем профит? Тоа што се случува на слободниот пазар, маржата на снабдувачите во зависност од годината е некаде 2 до 3%, значи не е голема, за жал ова во МЕПСО прави турновер, ама за жал прави загуби. Да, меѓутоа МЕПСО најавува, ЕСМ прави загуби. Да, ама МЕПСО најавува дека годинава ќе заврши со 3,6 или 3,8 милиони евра. Во тој обем ќе се движи профитот на МЕПСО, што значи дека и МЕПСО таков каков што е, создава профит. Ако МЕПСО таков како што е создава профит, тогаш ако сте приватна компанија од типот, не знам, на Вук Хамовиќ или на Воин Лазаревиќ, кои се магнатите, кралевите на електрична енергија на Балканскиот полуостров, визијата од нив имат учено во Република Македонија, тоа значи дека тие се екстремно богати профити, да се остваруваат и ви кажувам, тие се во рангот купите струја за 100 и маржа ставате 2-3%, тука е нивниот
профит во тие 2-3%, но големи пари се во игра и поради тоа се има и поголеми приходи. Кој ги прашав еве големите наши играчи тајкуни, што потекнато Технометал Вардар и што правеле пари во Полска, во Украина, во Русија. И нели ми беше интересно да знам како ги имаат правено најголемите пари. Велат, најголемите пари се прават со струја. Одите во време на Јелцин во Русија, се договарате едно место, градче од 80.000 жители 2 дена да нема струја, таа струја ја продавате во Германија, 10 милиони евра чиста пара ви останува. Така ли се прават пари од струјата? Значи, зависи од како купувате струјата и како ќе договорите. Се не ги браните. Значи тоа не ги бранам, кажете дека се полни по брод, дека се полни. Па гледате само возен парк, тоа е на слободен пазар и поентата е вештината како и од кого ќе купите електричната енергија, од која земја. Инаку во регионов извезуваат електрична енергија, Бугарија во најголем дел, од Босна и Херцеговина, Република Српска, и исто така и Романија знае да извезе електрична енергија. Значи има и во Европа електрична енергија која што доаѓа во регионов, но таа е премногу, има трошоци за да се обезбеди преносен пат. Така да најдобро се купува електрична енергија во Бугарија, Босна и Херцеговина, во Република Српска и во Романија. Во одредени делови од годината и Србија има вишоци. Тама кај Вук Хамович главен. Во Босна и Херцеговина, тама кај Да, има и термоелектрана и има... Тие се главни. Нивното богатство се ценеше според ранг листите на Forbes некаде на повеќе од 1 милиарда. Активна е компанијата во сите земји во регионот. Тие се разделија. Вук Хамович беше многу помалку присутен во Република Македонија, меѓутоа Воин Лазаревич беше присутен во Република Македонија. Сите овие големи тајкуни, од Кочо Ангјушев, Сашо Мјалков на времето и така натаму и така натаму, првите чекори во делот на електрична енергија ги правеа со посредство на Воин Лазаревич. Пред 15 години имаше еден обид за атентат врз Воин Лазаревич. Само да кажам дека се големи бизниси, големи пари кои може да генерират структури да може да извршат атентат врз некого за да може да му го земат бизнисот. Ова се официјални податоци со овие. Работеле, како набавувале, како продавале, но факт е дека со комерцијализацијата на пазарот на електрична енергија се даде можност многу трговци со електрична енергија да заработуваат. Инаку порано, негде до 2002-2003, пред да почнеме да увезуваме, имало една компанија. Кај нас беше ЕСМ, у Србија беше друга, и струјата си ја разменува, немаше пари. Не произведуваме бидејќи или не правевме хидроцентрали, или не правевме термоцентрали, или нуклеарки, не знам, или не учествувавме во Белане, да речеме таму, со некој процент. Не произведуваме? Дали тоа не го правиме бидејќи сме неспособни, или да можеме да увезуваме, да купуваме за да правиме профити, да правиме не вие, туку луѓето кои ги прават парите. Како што кажавте, ако расте цена на електрична енергија, во регионов паѓаат и влади, значи нема никој интерес да не се произведува електричната енергија. Првиот пат на владата на Бојко Борисов, тамо некаде пред 6 или 7 години. Првиот пат на Бојко Борисов како што велеа бугарите, фрижидерот го победи телевизорот, бидејќи го отвориле бугарите да чуеме во фрижидерот со скапи цени на струјата. Во Бугарија паѓаа влади поради тоа што цената на токот човекот или на струјата. На тока, поради тоа што сериозно влијание им има обновливи извори, фотоволтаици, ветерници кои што се изградија во Бугарија, кои што користат повластена тарифа и сериозно влијаја на цената. Тамо чешката компанија влезе во процес 3 компании на се влезени во Бугарија, има 3 дистрибуции. Една е ЧЕС, мислам дека го продаде својот дел. На ЧЕС си протестира. Евана е присутен и ЕОН. Да, на ЧЕС си протестира најмногу. Значи протестите Пловдив, Софија, во Варна. Во тој дел протестираат каде што е ЧЕС. Опасно ли да се биде директор, односно председател на оваа комисија на која сте вие начело? Па јас работам во регулаторна комисија за енергетика од 2004-та. Све што е врзано за мојот професионална кариера од тамо и така да се обидувам да функционираме нормално. Што пишат порталите? 6.10, значи ова не е од 2004, ова е сега 6 октомври 2021 година. Синот на Муса Џафери го нападнал председателот на РКЕ
Точно е. Регулаторна комисија за енергетика, нели? Точно беше тоа, да. Марко Бислимовски. Точно е. Ве тепа, зашо ве тепа? Ме нападна. Што значи тоа ве нападна? Почнавме одредена постапка за одземање на лиценца за неколку компании, поради тоа што неколку снабдувачи со електрична енергија престанаа да увезуваат електрична енергија и влече од системот. Ајде, едно по едно се да објасниме. Значи, синот на Муса Џафери има компанија да, кој во има делот компанија. на електрична енергија, увоз на електрична енергија. Како велат, ако не знаеш каде има многу пари, гледај каде е Муса Џафери или неговите луѓе. Муса Џафери и во приватизација на Телеком или продажба на Телеком или на афера со Телеком. Сакам да ви кажам, точно е дека јас кажам, ништо не кажувате, што го кажавте, да не ве тепат ушедно, значи да не тепат ушедно. Нека проба. Точно е тоа што го кажавте, дека бев нападнат. Аријанат Џафери се вика. Се случи, така се смета дечкото. Каде ве тепа? Ме нападна во Скопски мерак. Во Скопски мерак? Да. И за жал тоа е немила случка и тоа е тоа. Поентата беше фирмата се вика U-Power. U-Power, да, и против неколку компании започнавме кои што Зошто? Постапки Зошто ја земавте? Лицензија? Не ја одземавме. Во постапка сме ден денес, значи секој снабдувач за да кога продава на потрошувачите треба да купи струја од некој. Колку трае таа постапка, господин Бислимовски? Значи Во етапи не, значи тепањето имало ефект? Не. Таква работа нема. Сето тоа што е почната постапката и таа си продолжува, но битно е што сите тие снабдувачи си го коригираат своето однесување и сега имаат трошоци поради тоа што одстапувале од тоа што го најавиле. Добро, ајде да ги платат си тие трошоци. И целта не беше ние да одземеме никогаш на ниеден регулатор не му е цел да одземе лиценца. Добро. Ние за жал законот за енергетика таков ни е механизмот. Инаку многу поедноставно ќе ни биде ако можеме да ги пернеме по џебот и да казниме. Бислимовски. Значи тој користел електрична енергија, продавал електрична енергија, меѓутоа не плаќал. Како е? Не набавувал. И сега како е тоа? Значи не така, тоа е вообичаена работа. Значи имавме да речеме сега ситуација каде што МЕПСО исто како што правеше ЕСАМ со МЕПСО, исто правеа и одредени снабдувачи. Што тоа значи? Тоа на времето се викаше кражба, а сега се вика неовластено користење. Не, сега ќе ви кажам како. Ајде да објасниме, бидејќи протестував и за. Знаете, тоа е како на времето ние ги викавме курви или роспи, сега се викаат старлети. Не. Така и ова, значи било порано неовластено користење, сега што е порано кражба? Ајде објаснете што значи тоа. Вие купувате струја за да си ги снабдите своите потрошувачи. Имате договор подпишано. Така. И сега вие треба секој ден во 16 часот да доставите до МЕПСО, така наречен возен ред, и да кажете во секој час од следниот ден колку електрична енергија ќе продадете на своите потрошувачи на часовно ниво. Значи, на пример, ако во вкупната структура имате 10%, така? Вие сте кажале, јас во тој час ќе испорачам 10 мегавати. Кога ги потпишуваат тие договори? Ги потпишуваат на почеток на година, ги прават месечно? Во зависност со секој потрошувач различно и кога набавува. Значи, кај нас е реално добар пазар на електрична енергија имаме, кој што е еден од најактивните. Имавме 13 активни снабдувачи со електрична енергија и, например, тоа не може да го видите ни у Хрватска, ни у Србија. Каде што државните компании у Србија, ЕПС, држи 99% од слободниот пазар и речиси иста бројка и во Хрватска. Значи увозот, купувањето на струја. И овамо на слободен пазар, што со овие снабдувачи, тамо никој не регулира. Сами си купуваат и продаваат на потрошувачи на слободен пазар. Каде заглавува? Со либерализацијата на пазарот, најголем дел од потрошувачите си ги намалија своите трошоци за електрична енергија за 30%. Сега кај заглавува? Во Бугарија, некаде во јули-август, или во некоја друга земја, нивните добавувачи им ги раскинуваат договорите. И им велат, оваа цена што ја договоривме претходната година, повеќе нема да важи. Они врз основа на таа цена склучувале договори со вас, се договориле со 50 евра и врз основа на тоа ви продале на вас со одредена маржа 55 евра. И си подпишале годишни договори. И одеднаш да речеме таму каде што купуваат, во најголем дел од Бугарија,
кажуваат оваа цена што договоривме 50 евра Не важи. не важи, од сега важи, кога почна цена во Европа сега да расте, да. Сега важи 120 евра. И сега тука настана паника на пазарот на електрична енергија, Значи крах. затоа што Крах се случува купиле по 50 по евра. 50 евра и така и планирале. Сега треба да купуваат по 120 евра, Ке банкротира. а да продаваат по Ке банкротира. 60. И сега почна, па не можеа да најдат електрична енергија, па почнаа да ги раскинуваат договорите со дел од снабдувачите со потрошувачите и така да настана таа ситуација. Значи да имаше еден период кога одредени снабдувачи Значи, воопшто не увезува, не можеа да најдат електрична Значи, енергија и влече од системот. Значи, како што можам да разберам, ако Македонија е жртва како држава на бугарското вето, ова компанија на синот на Муса Џафери бидејќи купува струја од Бугарија, Најголем дел од снабдувачите И ви- сите имаа проблем. Добро, ама мислам говориме за ова конкретна, а вие сте по постапка да му одземете лиценцата, тоа што ве нападнал физички синот на Муса Џафери, индиректно вие сте жртва на Бугарија. Значи вие и државата делите Вака иста, сега. иста судбина, така И да ве друга работа така да да ви ве кажам. разберам. Значи ние сме имале оваква ситуација некаде 2012 каде што во регионов имаше недостиг на електрична енергија и во 2017 во јануари тогаш за среќа траеше по 2-3 недели. Планирате Бугарија да тужи тој Страсбург? Сега да ви кажам, и тогаш Жртва сте вие. Бугарија ги затвори границите со Македонија за извоз на електрична енергија. И кај нас се доведовме во ситуација од една нормална ситуација 40-50 евра за мегават саат да се увезува струја за 200-250 евра за мегават час. Значи ние треба енергетски да се поврзуваме апсолутно добро е со сите соседни земји и тоа е сосема во ред, но кога збориме дека во се ова што се случува на функционирање на пазари на електрична енергија, на природен газ, на крај ќе заврши во еден заеднички европски пазар. И нема бегање од тоа. Истински, ај практично сад почне. Ние имаме на сцена два процеси кои се случуваат во моментот, во светот. Значи, овие се светски процеси, ајде да не речеме светски, пошто на јужната хемисфера е лето, нели помалце потрошувачка на електрична енергија, ако дојде топло лето, па ќе има рекондишни, ладење и така натаму, но еве имаме два паралелни процеси. Едниот процес е појава на една светска инфлација. Ние сме имале такви ситуации, меѓутоа немало светска инфлација, освен кога стана збор за овие големи светски војни, Анте Марковиќ времето имало инфлација која стигнала 2 или 3 илјади одсто. Во времето на Никола Клусев, па за Великден 92 година кога водиме денарот, нели водиме на антиинфлационна политика и така натаму. Германија во времето на пред Адолф Хитлер доаѓањето. Меѓутоа сега ова инфлација која се појавува е на светско ниво и се појавува бидејќи се отштампани пари за короната и за ковидот. За да се спречат негативните ефекти од корона и ковидот, се штампат многу пари. Тие пари немаат покритие во реални добра, И во сега да ги трошиме по енергија. по енергија. И сега доаѓаме до електрична енергија. И до природен газ. И Природен сега газ. се случува и сега во најголем дел карамбол. оваа криза во енергетиката е ценовна криза и во најголем дел е во Европа. Вие во Турција да отидете на берзата, цената си е 60 евра за мегават час. Турците не чепкаат. Турција си направи во изминатите 20 на години си го удвостручи своето производство на електрична енергија, се изградија многу производни капацитети. Да, им се изгради цената на електрична енергија, им се покачи цената на електрична енергија, но го удвостручи. Меѓутоа би истински сигурно. Ако говориме за Турција, уште цената на струјата да ја зголеме турците, а лирата од почетокот на годината им е девалвирана за 50%, и турците едва и врзуваат крај со крај по сиромашното. Тамо ќе беше колапс. Вештачки ниска цената поради тоа што се менува лирата. Лирата е паднат. Пред 4-5 години имаат и сега имаат многу повисока цена за електрична енергија и за нафта. И тоа не го прерадува, Е, веќе сега за годината во го чекат избори. Во Ајде да видиме Европа, Европа. што се случи? Значи има во Европа нели трна идејата Прво, за можеме ли да дефинираме кој ја прави таа криза? Знаете, нема сите земји членки на Европска унија, сега ќе дојдеме до кој не е прави. така, немавме минатата година, значи не, мислам се, вие знаете, се обидете тука дајте некоја фина дипломатска, некоја така политичка рамка, не е така, немавме лани одредена дипломатија со вакцини, кај што се создаваше вештачки недостиг на вакцини во одредени држави кои што требаше да бидат дестабилизирани, па и кај нас се случуваше тоа, а ова година се прави хистерија и недостиг на електрична енергија.
Европа трнува со обновливи извори на енергија, тоа ќе правиме, тоа почнува да затвара термоелектрани, почнува да затвара нуклеарни електрани, дел од земјите. И треба да увезува природен газ. И природен газ. Сега кога кај имате зависност од обновливи извори на енергија, тогаш сте оставени на Господ. Не на Путин, не на Господ, ако Путин Не, ако не беше сушна годината, ќе имаше повисоко хидропроизводство и производството на ветерни електрани ќе беше многу повисоко. За жал, екстремно сушна година, лошо производство на ветерни електрани, значи овамо веќе Европа си го намалува своето производство на електрична енергија. Термоелектраните почнаа да ги затвараат, ги заменуваат со Господин Бислимовски, гасни електрани. такви поплави имаше, такви поплави летото имаше. Но тоа се краткорочни. Во Германија, во Холандија, Вода, во држави екстремно лоша ситуација. Најниско производство на електрична енергија од хидропотенцијалот во последниве 20 на години. Термоелектраните кога почнаа да ги затвараат, мора да има базна енергија и почнаа да градат гасни електрани и тие користат природен газ. Северен ток 2. И сега се доведува во ситуација економиите да растат, да им се зголемува потрошувачка, ама да немаат па природен газ за да произведат електрична енергија, да се во постојан дефицит и апсолутно тоа се искористи и почна цената на природниот газ не само од Русија, туку од сите кои што ја снабдуваат Европа со природен газ да расте. И се случи една ситуација сега во Европа и гледаат сега има тотална зависност од природниот газ во најголем дел од Русија, а тера сценарио за зелена енергија. Се значи ценава и на електрична енергија им се поскапи на природен газ и сега се враќаат пак во некои земји како во Шпанија, пак ги палат термоелектраните. Гледате, Бислимовски, Полска, Украина, Молдова криза се направи пред 2 месеци, мора да се молат кај Путин и кај Русија. Молдова кој што е поделена на два дела. Едниот дел кај што молдавската држава нема контрола, тоа е Кишинјев, тоа е значи Приднестровје кај што е всушност регион во Молдова под контрола на КГБ, односно на руската држава. Тама се вршат тие упади во Грузија, продажба на оружје се прави, така натаму и така начин да не ја шириме темата. Значи Молдова беше прва, па Србија, па Бугарија. Србија се избори сега за добра цена за следните 6 месеци, ќе видиме што ќе се случи. На 25 ноември беше средбата во Сочи на Александар Вучич со Владимир Путин. Факт е дека и Србија сега се соочува со проблеми за цената на природниот газ, бидејќи Газпром како најголем продавач на газ инсистира на точно утврдени количини. И сега во Србија се случува тие количини што во последниот период од годината сакате да ги земете на надпланираното, ќе се плаќаат по цени на берза. 6 месеци има Вучич договор со Путин. Да. За 6 месеци има договор. При тоа на средбата што е во Сочи, во резиденцијата на Путин 25 ноември, Вучич влегува сам, значи нема екипа. Обично на тие меѓудржавни средби, председателско ниво средби се одат со екипа, па има записници, па има стенограми, па белешки и така натаму, се знае за што се разговарало. Председателските избори, парламентарни избори во Србија се на пролет. Да. Значи точно истекува 6 месеци пред парламентарните председателските избори. Тука. Да, во јуни истекува. Да, значи отприлика тие 6 месеци. Точно Путин и Вучич може да се договорат, ако поскапи или не поскапи цената на струјата или на природниот газ, да ги изгубили да ги добие изборите. Сам да кажам дека Русија искористи оваа ситуација. Како што Кина искористи со вакцините, а и дел Русија со Спутник вакцините, така сега се користи ситуацијата со електрична енергија и руски природен газ. Се согласувам. Ова е како модерен начин во наводници на војување. Модерен начин на војување. Многу поефикасен е рускиот природен газ и Газпром отколку руските мигови, руските сухои и така натаму и така натаму. Се согласувам дека да, тоа се случува во моментот во Европа. Меркел не може да се спротистави, гледате. Европската унија е соочена со невидено високи цени на електрична енергија, на природен газ. Тоа поттикнува инфлација, како што кажавте, и дополнително нивните производи ги значително ги поскапува. Така да Европа треба да размисли како ќе се обезбеди својата енергетска независност. Ја апсолутно се согласувам.
Да, треба да имаме обновливи извори, но треба да имаме и базна енергија Домашна. која што не зависи од никој и таа базна енергија ни е потребна за да ги водиме системи во кои што има обновливи извори, особено фотоволтаици и ветерници, затоа што ветерот може да дува, па да престане да дува, ама тоа треба некој да го одработи со хидроелектрани, со гасни електрани, за да се стабилизираат Ќе дојдеме до тој за напонските Македонија. состојби. Посебно што гледачите нели чекаат да слушнат дали ќе има поскапување, колку ќе биде поскапување, бидејќи сите се исплашени, се спомна некоја цифра или процент 38%, па се создава една хистерија веќе 2 или 3 месеци само што не паднал системот, само што нема рестрикции, така натаму. Ќе дојдеме, значи тоа само уште едно прашање или две прашања кои сакам да ја заокружиме цела тема, веќе тоа е веќе геополитички проблем. Значи веќе геополитиката во Европа, посебно во Европа и светот, се води врз база на енергијата и енергенсите. Ова е значи од 18 ноември минатата година, значи пред година и еден месец. Средба на амбасадорката Кейт Мири Бърнс, која всушност доаѓа во Република Македонија од две позиции. Едната е архитект на овој Преспански договор, со кој се регулираат односите Македонија и Грција, и второ, секогаш важи за голем енергетски експерт. Во рамки на амбасадата на Америка во Грција ги третира енергетските прашања. На 18 ноември 2020 година, тоа е средба која објавена на нејзиниот официјален профил на Твитер, јас значи ништо не измислам, имала средба со Андреј Осифовски, председателот на бордот на директори на Мак Петрол. После таа средба, владата влегува во процес и ги купува акциите на Мак Петрол во гасоводот. Од претходно е почнат тој процес, Да, но тогаш однос на имаше ценкање, се бара пари, се постигна спогодба меѓу владата и Мак да кажам дека Американската амбасада учествува во целиот тој процес. При тоа имаше пред 3 години посета на државниот секретар тогаш, господинот Помпео, кој што велеше дека Македонија мора енергетски да се поврзе со Грција. Со помош на тој гасовод и на таа мрежа на автовод гасовод што е направена во времето на Октан или продажбата на Окта, ние сме поврзани енергетски со Грција. Во овој момент сме поврзани со енергетски, со електрична енергија. Имаме 2 интерконекции со Грција. Од каде треба да купуваме ние природен газ? Груевски падна бидејќи направи договор со Русија. Тоа Бојко Борисов го кажува на седница на председателство или на Централен комитет на неговата партија ГЕРБ пред некаде 3 или 4 години. Газ сега во овој момент добиваме газ само од Промгаз, и тоа е од Промгаз, тоа е компанија на Мак Петрол, и купува од Газпром и преку цевката што имаме со Бугарија. Во овој момент градиме како држава нова врска со Грција, каде што ќе добиваме во најголем дел азербејџански газ. Значи тоа е американскиот всушност И проект. дополнително како држава знаете дека владата објави дека влегува во проектот за изградба на терминал во Александрополис и Македонија како држава ќе има тамо одреден процент. Значи ние Ќе мораме ли да купуваме од источен Медитеран? Тоа се они нафтени шкрилци, природен газ кој доаѓа од Тексас. Израел се вклучува, бидејќи војната во Сирија, велат, да не ја ширам темата, војната во Сирија се случува во оној момент кога ќе треба од Катар природниот газ преку територијата на Сирија да стигне до Европа. И се прави. Војната Русија стапнува таму и го прекинува тој. Војната во Ерменија, во Нагорно Карабах, исто се случува поради тој природен газ што доаѓа од Каспијскиот регион. Од Азербејџан е дел од ТАП, природниот гасоподот, Дали така нас да не имат речено дека мораме да купуваме природен газ кој не е од руско потекло? Па ние природен газ од руско потекло поради тоа што ние кога се градеа и други меѓународни гасоводи, за жал ние останавме слепо црево. Значи ТАП требаше да пројде низ Македонија, овој јужен поток требаше да не пројде, не заврши, не заобиколи. Значи тоа се геополитички игри. Сега не заобиколи. Па Факт е дека и турски тек имаме сега, кој што иде Бугарија, Србија, Унгарија. Па кризите во Македонија се случат околу тоа. Која геополитика всушност ќе биде наметната, бидејќи геополитиката последните 2 години се спроведува преку вакцини. Факт е додека и други кога беа на власт, енергија и природен газ, кои што може би имале руско влијание, кај нас не дојде да се изгради гасовод. Ние бевме една од ретките држави во Европа која не воведе санкции кон Русија или Руската И Федерација. сега мислам дека се уште нема воведено. Се уште нема воведено, дел од нашите големи текуни фирми има отворено фирма
во Ростов на Дон, со исти име и презиме како што беа фирмите што ги има овде во Македонија и се извезува Нестле, Месле, чоколада и Не така. би знал вам. Да, окей. Извор. Колку ќе поскапи струјата? Тоа Значи знаете не или сакам знаете? да лицитирам со цена на електрична енергија, значи Дали почна зависи- овие 2-3 месеца се збори експерти, ќе биде волку, ќе биде толку, ќе биде вака така. Не сакам да лицитирам. Се што ни постои како регулаторна комисија за енергетика, сите механизми ќе ги искористиме за да направиме ценовни шокови. Пред 2 месеци вие велите следно. Нема причина да се прави било каква паника. Вие велите и нема причина да се зголеми цената на електрична енергија. Тоа говорите пред 2 До месеци. крајот на година. Не и почетокот на наредната. Не, до крајот на И година. почетокот граѓаните треба да бидат мирни, оти АД Електрани го покрива пазарот во целост и ги обезбедува потребите количина електрична енергија по цена од 36 евра за мегават час во услови кога цената на светските берзи е 140 или 150. Така. Значи пред 2 месеци дадате една оптимистичка изјава. Така е. Сега имате вака едно поприлично атерирање. Што се Јас менува? сум кажал Што се дека менува во меѓувреме? до крајот на годината ќе нема промена на цена на електрична енергија и на топлинска енергија и како што кажав, така испадна. Дека до крајот на годината Сега нема. има, сега веќе има Од 1 јануари и Сега. секогаш го кажував дека мислимоски, сега вака има. Излага министерот за економија и вели дека максимално што може да се зголеми цената на електрична енергија е 10%. Значи ние веќе не разговараме дали ќе се зголеми или нема да се зголеми. Медиумите објавуваат дека ќе се зголеми за 38%. Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН, вели помеѓу 30 и 40%. И тој го користи како крунски доказ дека е потребно да се формира техничка влада на чело со Африм Гаши, председателот на партијата Алтернатива. МЕПСО бара зголемување од 60%, а Елем бара зголемување некаде од 13%. да. И сега вие треба да пресечите како председател за струја. За Сега, струја. вие сега треба да имаме председател на држава и вие сте председател за За- струја во моментот, вие палите, вие гасите, од вас зависи ќе има ли рестрикции. Председател за парламент. Ако не ви се допаѓа интервјуто, ќе направите да снема струја тука, ќе не, опрекинеме. Значи вие Пака сега прво што треба да сакате кажеме правите? ние како ја определуваме цената на електричната енергија. Ајде да Да објасниме знаеме како за ја да определуваме не цената на застанува електрична енергија. недоразбирање. Од вас зависи? Не. Дали од вас зависи? Определувањето на цена да. Во тој дел кој што го регулирам. Значи струјата е Затоа сте председател. производ, Како председател продукт, били ако не определувате Да. цена на струја? продукт како и секој друг. Како што се купува, што ја знам, компир, така се купува и Мислимоски, Струја. влада паѓа поради струја. се што е во надлежност на регулаторна комисија за енергетика, во нашиот дел ние си превземаме. Кога ќе дојде на први да добиете сметката за струја, и ако таа е зголемена за 38%, ни Вардар, ни Треска, ни Црна река не ве перат. 38% во моментов е барања од компаниите што ги доставиле до нас. Тоа не е пресметка на регулаторна комисија за енергетика. Тоа е електродистрибуција си достави барања. Електродистрибуција си бара 13%. Не, електродистрибуција е компанија која што врши дистрибуција на електрична енергија во собственост на Евана и тие во нивниот дел Колку побараат тие? 100%. Во делот за дистрибуцијата. Значи, електричната енергија треба да ја купите, Добро. да ви помине низ преносната мрежа, Државата- кај што е МЕПСО, Чекайте, се имаме државата- дистрибутивна мрежа, Државата кај што е два или три пати дава пари. Прво во има, ЕСМ дава, прво има ослободување од ДДВ. од 18 на 5%. Да. Да. Па дава 15 милиони евра, мислам дека пред 2 или 3 дена има седница на влада за купување на мазут. Да, за да работи ТЕЦ на Готино. Да работи ТЕЦ на Готино. Па дава 65 милиони евра за да бидат субвенционирани потрошувачите да не мора да И да се платат трошоците кои Трошоците. што ги направи ЕСМ кон МЕПСО за кон МЕПСО. дебаланси. МЕПСО имаше неовластено користење на електрична енергија од европската мрежа, тоа што сега се вика МЕПСО сите пари тоа што се вика сега е неовластено, МЕПСО- а пред 10 години се викаше крадење, Не, значи МЕПСО МЕПСО крадеше си струја беше- од Европа. Значи, МЕПСО си е неутрален во целиот тој процес. Добро. Тој што сгрешил, Како тој може? му плаќа казни. Добро, како може да краде? Еве, или Не, неовластено не да може, користи? значи во струјата нема крадење. Ама како ја користи Струјата таа? си Можеме има- ли да објасниме? Си како има ја користи? физички закони како се движи, така да ние на граница таа струја што проаѓа
Можеби не е за Македонија, тоа се текови на моќности и физички се тие процеси. Добро, и тоа ништо не се да знае. Значи, во струјата на пазарот на големо се плаќа не врз основа на потрошувачка, туку врз основа на номинација. Тоа, јас и вие што сме го договорили. Ја ви продавам на вас 100 мегавата и тоа се регистрира. Од Грција оди струја за Германија, например. Бидејќи струјата не може да се складира. За Италија оди пред. За Италија, добро. Значи струјата не може да се складира. Вие не може да ја смрзнете, да ја ставите, не знам како. Единствено не може струја да се складира. Кај новиве фотоволтаици што ги прават, имаат батерии и почнува нешто да се користи Тесла, Месла и така. Но не може да се складира така. Не може да се складира. Значи поминува таа струја од Грција преку Македонија за Италија. Да. И МЕПСО неовластено ја користи таа струја. Нашиот систем бил не ја користи, значи тоа се текови на моќност. Не ја зима. Значи тоа се текови на моќност. Така тече електричната енергија. Добро, мора да се движи. Така. И сега кога ќе се затвори денот на ниво на Европа, кажуваат Македонија, Србија или било која земја најавила дека ќе потроши 100. 200, 100, а потрошила 200. Сега тие 200, МЕПСО ги гледа во Македонија кој ги повлекол и МЕПСО овој трошок им го наплати на тие што сгрешиле. Како што им наплати на снабдувачите и на ЕСМ како што му наплати. Овие парите што ги дава владата 65 милиони евра, значи, кем ги покрие долговите на тие. Само владата му даде пари на ЕСМ кој што направи долг, кон МЕПСО да му го плати на МЕПСО, а МЕПСО да плати на ЕНЦО-И. И МЕПСО е неутрален, МЕПСО нема да... Кој ќе им ги земи парите на тие што го направија долгот? Некоја фабрика во Штип, некое производство во Скопје. Вообичаено за сите потрошувачи, бидејќи зашто јас на пример или гледачите или тие што пазар, вие добивате... Тие земале, струја искористиле, некој друг ќе им ја плаќа. Зошто? Сега ќе ви кажам, на слободен пазар, вие кога се договарате со вашиот снабдувач, тој кажува дека тој е превзема и така наречена балансна одговорност за вас. И вие кога потрошуваш, вас ништо не ви интересира. Вие само му знаете по која цена сте го договориле, му плаќате на него и тоа е тоа. Доколку снабдувачот има дебаланси, тие трошоци се ги покрива снабдувачот. Добро, значи сега со МЕПСО го расчисти. Сега имате 3 или 4 предлози на маса. Да. И вие ќе треба до крај на годината, да, уште 2 недели има до крај на годината, 10 дена, ќе треба да одлучите од почетокот на наредна година колку ќе биде цената на електрична енергија. Да. Вице-премиерот Битичи вели дека и понатаму Македонија ќе плаќа најевтина електрична енергија во регионот. Во регионот. Дали плаќаме и денес најевтина електрична енергија или е тоа некоја политичка флоскула за да се добијат одредени политички поени? Во првите 6 месеци од 2021 година најниска цена во регионот има Косово и во Европа, Косово, па Србија, па Македонија. Значи ние сме трети. Да, и сите понатака се далеку. Ама бидејќи Грчец и во Западна Македонија не плаќа електрична енергија. Тој трошок никогаш не се признава. Бидејќи не плаќаат Грчец. На Евано му бараме 100% наплата. Ние сме трети веројатно со минус 20 или минус 25% од населението. Така како ќе ги дајме тие 20 или 25 што не плаќаат, можеби стварно плаќаме. Ние граѓаните да бидат сигурни, ние бараме од Евано за домаќинствата му признаваме само наплата на 100%. Ова е добро, Веслиновска и Косово плаќа најмалку електрична или најевтина во Европа, па не плаќаат како ќе плаќаат скапа. Не плаќаат тие таму. Значи, тие се научени да не плаќаат. Приватизација на дистрибутивната мрежа, има турска компанија која што е и тоа што е исто Евано во Македонија, тоа и во Турција. Значи Битичи малку ја компанија. Значи малку ја има така порозево во наредната година се очекува поскапување на електрична енергија. Секаде и во Косово и во Бектеши вели дека најмногу цената на електрична енергија ќе биде 10%. Кај знае на пример Бектеши колку ќе биде? Можеби си прават проекции бидејќи ние на ЕСМ не му определуваме цената. Цената му ја определува владата. Од 2019 година не определувате вие на ЕСМ. Сега јас си прават проекции, затоа со бројки неќам да значи, лицитирам. Вие имате ли обврска
Дали ви имате обврска да го слушате министерот за економија кој ќе речи Не. цената на електрична енергија не смее да се зголеми за 10%. Ние сме регулаторна комисија за енергетика, независно тело кое што си определува цена. Колку е вашата, например, независност? Ако рече министерот за економија не смее да биде поголемо од 10%, вие ќе направите 10,02% или може да ја зголемите повеќе. Колку е таа независност ваша, Значи, например? бројките се бројки и нема тука Добро. лажење. Се што ни постои како за со Добро. механизми кои што ги имаме, да не предизвикуваме ценовни шокови, ќе го направиме со цени, додека не ги направиме сите анализи во наредниве 7-8 дена, не сакам да коментирам. Само друго сакам да ви кажам дека... Може ли ја нешто да ја прашам за публиката да разбере? Ајде. Ако МЕПСО вели 60%, со колку учествува МЕПСО? МЕПС учествува со 4%. Со 4%. Електродистрибуција за дистрибуција учествува со 33%. Иако кажале дека Добро, во нивното барање 100% бараат, Така. влијанието на крајната цена е 33%. 33%. Овие што барат 13%, Тие што бараат 13%, тоа влијание има околу 34-35%. 5%, Тоа значи дека имаме на тие 33 уште дополнителни 4-5%, меѓу 4 и 5%, и МЕПСО што бара 60%, а нивното учество е 4%. а Мицковски бара 30 до 40%. Колку е во учеството на Мицковски? Тој навистина ги продаде делите во овие мали Значи, хидроцентрали. обновливите во Македонија има многу но компании. сите во партија што му се политички сојузници во партија, да речеме. Во Македонија има многу компании кои што произведуваат електрична енергија од обновливи извори, имаат и повластени тарифи и нивното влијание врз цената е, точно ќе кажам, 7,31%. Значи Мицковски говори како дел на тие 7,31%. Со 30-40%. Сега не знам дали уште собственик, мислам. Не ги продаде, меѓутоа значи тие се 7,31% имаат обновливите извори на енергија кои што користат повластена И сега, тарифа. врз база на овие податоци што ги имаме, што ние можеме да очекуваме? Двете работи или двете прашања кои ги интересираат македонските граѓани се прво, односно три прашања. Дали ќе биде укината ефтината тарифа од 14 до 16 часот, дали нокната ефтина тарифа ќе биде укината, второ дали ќе има рестрикции, трето која ќе биде цената на струјата од 1 јануари, на тока што викаат бугарите. На тока. На ток. Ајде едно по Сега поред. Прво околу ефтината тарифа. Ефтина тарифа е работа која што постоела во СФРЈ и имало ефтина тарифа во тек на ден во сите поранешни југословенски републики и по 90-та година секаде е укината. Значи само во Македонија ефтина тарифа е политичко прашање што е, како да ви кажам, значи тотално непотребно. Тарифни системи. Сакам да ви кажам дека прават само експерти. Имаме ефтина тарифа во тек на ден, во Европа има само во Македонија и во Босна и Херцеговина. Ефтина тарифа навечер, од сега ви гарантирам, ефтината тарифа од 22 до 07 и ефтината тарифа што е цел ден недела, апсолутно ќе остане затоа што тоа му е потребно на системата. За овие 2 часа во текот на денот правиме анализа. Сега само да ви кажам една математика. Денес цената на берзата Хупекс достигна пак рекорд 500 евра за мегават час. Таа берза е во Будимпешта? Во Будимпешта. Значи пак Никола Груевски. Мислам дека нема такво влијание. Значи Никола Груевски ја руши. Мислам дека нема такво влијание, нема. Значи е 500 евра, еве да речеме увезуваат кај нас. Да го вратите, може ќе имаме поголема среќа со струјата. 300 евра за мегават час ако купуваме, најголема потрошувачка имаме во овие 2 часа. Купуваме струја за 300 евра во тој период, а треба да ја продадеме на домаќинството. 500 стигнало денес. Петок сме денес, петок не да ја пуштаме. Потоп беше денес. 500. Потоп, целост. Ние, например, во тек на летото купувавме за 55 до 60. 55 до 60 евра. Сега пукна денеска. До пред 2 дена беше 250 до 300. Почна да расте. Кога кажаа дека не се постигнува договорот и сега 500. Северен поток 2, општа паника и гасот. Што значи тоа? Дека и Бектеши ќе мора да се коригира. Тоа значи да си одиме по дом. Се одиме по дом. И тоа што нема да укинете тарифата ова ефтината, тоа е многу добро.
Бидејќи врз Ја база анализираме само во тек на ден. бидејќи врз база на однесувањето на комшивката, која пери, пегла, пушта машина за усисавање, неефтина тарифа, ја знам дали е време за спиење, дали е време за ручање, дали е време за одмор и така само ја анализираме и се замислите тоа да го кините. Од Ние ќе видиме 14 обезглавени во Република. Нема да знаете кога да ручате. Нема да знам кога да ручам, нема да знам кога да легнам. Од нема да знам кога 14 да до станам. 16 часот таа ефтина тарифа ја анализираме да видиме по тој дел дали има потреба и се консултираме само со експерти. Значи тука нема политика, тука е потреба на системот, така се прават тарифни системи. Однос на рестрикции, јас кажав и сигурен сум дека рестрикциите само ќе го влошат проблемот. Значи не може да го подобрат. Не може да го подобрат затоа што вие снабдувачи купуваат струја однапред, ја продаваат во тек на еден месец и 15 денот кој ќе заврши месецот ја наплаќаат. Значи од кога ги дале парите има 45 дена. И ние ќе почнеме да правиме рестрикции да ги дрнкаме, они ќе кажат ова е електрична енергија што беше за Македонија, нема да заврши во Македонија пошто не можам да ја наплатам. Значи рестрикции Е и тоа нема да има. лоша идеја, пошто ќе ни направи проблем. Енергија нема да обезбедиме. Можат без вас рестрикции да направат? Не, ние не се прашуваме за рестрикции. За рестрикции, регулаторна комисија за енергетика не се прашува за рестрикции и оперативно водење на системот. Вие палите, вие гасите. Друг пали, друг гаси сега. Не, ова е од техничкиот дел. Друг, значи технички. И третото е однос на цената на електрична енергија, наскоро ќе знаат сите колку ќе биде. Не сакам стварно да кажувам за бројки. Чисто е пријателски совет. Ако зголемите 38%, нема синот на Муса Џафери да ве тепа. Народот ќе ве тепа. Граѓаните ќе ве тепа. Ако 38% вие зголемите цена на електрична, енормно зголемување на цена на крахираме. Се согласувам и нема да дозволиме таква работа. Има ли притисок сериозен да се зголеми? Сите механизми кои што ги имаме, профити ќе намалуваме и некои други работи сега што можеме ги проверуваме дали може да ги направиме, ќе ги направиме бидејќи тоа мора да се направи. И со драстично поскапување на цена на електрична енергија, покрај тоа што ќе ме тепат, значи ќе има не апсолутно ја не. Ако спасивте глава од овој ренит, овој Џафери, значи од народот ќе има исклучително намалување на процентот на наплата и тоа сериозно ќе влијае на намалување на ликвидноста на целиот електроенергетски сектор. Значи ако не собираат пари, ева на Хоум треба ќе немаат пари да платат на електродистрибуција, на МЕПСО, на ЕСА. Има изјава лидерот на опозиција, веќе е драматична политичка ситуација, гледате колку да не сакате политички да коментирате драматична политичка ситуација. По СДСМ се заминува лидерот, се заминува долгогодишниот заменик председател и така натаму. Нов председател на партија, нов премиер и така натаму. Лидерот на опозиција бара предвремени избори, техничка влада некаде февруари, март, избори мај или јуни. Меѓутоа има една изјава која се однесува на енергетската криза, која признава дека е глобална и дека не е насега, дека не е засега само нашата земја, меѓутоа вели дека клучна грешка Мицковски според него е што власта направила изминатиот период, а тоа е дека ја оставила Ева на Хоум сама да купува електрична енергија, наместо во процесот на дополнување на недостатокот на струја да биде вклучен и ЕСМ, односно ЕЛЕМ. Значи, што сака да кажи Христијан Мицковски? Најверојатно има, значи Ева на Хоум од 6 месец навака не купува електрична енергија, неговите целокупни потреби ги обезбедува ЕСМ и ЕСМ во овие денови кога имаше недостаток на електрична енергија, поранешен ЕЛЕМ си набавуваше струја на пазарот на електрична енергија и му продаваше на Ева на Хоум. Превите, не, може би е на електродистрибуција да не мислел за загуби, ама тамо не може ЕСМ да... Затоа Европската комисија и Европската унија могу прогласија Facebook профилот за фейк њуз. Не би сакал да коментирам, значи Ева на Хоум... Не е точно. Во значи ЕСМ ги обезбедува сите потреби и така ќе биде следната година, ЕСМ ќе го прави тоа во името на потрошувачите кои што ги прави Ева на Хоум. Инаку во различни периоди врз база на овие барања. Различни субјекти кои различно чесуваат ова пита околу која се прави нели цената на струјата. Апроксимативно, без да се консултирате со владата, без да се консултирате со министар за економија, без да се консултирате со вице-премиер за економски прашања,
поскопувањето ќе биде поголемо или помало од 20%? Не би можел да кажам. Сега не сакам стварно да шпекулирам. И не сум само ја во регулаторната комисија за енергетика и моите Директор. 6 члена, така да заедно ја носиме одлуката и сме... Васко Ковачевски вели дека е многу поисплатливо и е многу поевтино да купиме мазут или да купиме јаглен и да произведуваме електрична енергија, отколку сега да купуваме електрична енергија. Дали е поисплатливо да се купи Во овој момент, јаглен, ова е ценава 400-500 евра за мегават час на слободниот пазар, да, поисплатливо е да се купи и мазут и јаглен, поради тоа што дава пониска цена, ама најисплатливо ќе беше да имаме соодветно домашно производство и да имавме домашен јаглен, кој за жал веќе во последниве години министерот е Бектеш. се во лоша состојба, јагленот е со лош квалитет, така да Не купивме јаглен. се наоѓаме во исклучително тешка ситуација, тоа што го зборевме на почетокот, сме наследиле од поранешна Југославија, од СРМ како Социјалистичка република Македонија, околу 1500 мегавати, во независна Македонија сме ја направиле Козјак како инвестиција од државата, И Света Петка. Света Петка и ветерната електрана во Богданци. Тето е приватна инвестиција и ова што се мали хидроелектрани, фотоволтаици, кои што не се за занемарување, се приватни инвестиции. Значи, ние сме си живееле на една стара слава дека Со ова пари од Скопје. прореден јаглен ќе имаме... Со ова пари од Скопје 2014. Колку да речеме козјаци сме можеле да направиме? Или колку Свети Петки? Или колку рек Битоли, например, 1, 2 и Ефтините 3? хидроелектрани се направени, сега овие се Не говорам за исклучително овие, скапи. нели? Ја ви зборам за гасна електрана. Колку, например, би Па, чинило? например, една гасна електрана, ја просеки се Добро. ги кажувам, бројките негде 1 мегават е, зависи што машина, еве да кажам од 800.000 евра до 1 милион евра, еве да речеме најлошот 1 милион евра, и тие се когенеративни постројки, произведуваат и струја и топлинска енергија за 700 милиона евра, 700 мегавати. А ние некаде околу Значи тоа е една цела битола. една цела Битола. Битола има 675, Значи, 699 Значи, има. ако Скопје вели 14 Да, некаде една околу Битола. 700-800 милиони евра, значи цела една рек Битола Тие до можело да биде 90, до направена. 90-тите што биле граделе И ние ќе бевме инфраструктурни проекти И ние- и ако ме прашате мене, ние независноста, кога ја правевме, една од клучните работи кои што ни помогна да имаме независност е и енергетската независност. Енергетската независност ние си обезбедивме тогаш преку 3 блока во Битола и домашниот јаглен и термоелектраната во Осломе, кое што се користеше Мислимо наш македонски јаглен. Сега има договор кој го прави Бектеши со Косово, 3 милиони тони јаглен во наредните 5 години. Ние јаглен немаме. И сега негде мора да се некако мора да се реши со јаглен. Мислите дека тоа добра сделка? Веќе тама, знаете, не се знае ни кој јади, ни кој пие, каква е собственоста, Наш па има јаглен преговори во белата куќа, во овалната соба, па при крај- потпишува, па При крај Обилич нашиот термоелektrани, јаглен, па овој Косовски со јаглен, подобра така. калорична моќ треба да ни помогне. И мене ако ме прашувате, Колку ние е таа сделка? приказката Колку е таа не би сделка? знал, ја навистина не ги знам 3 цените за јагленот. 3 милиони тони јаглен во Не наредните ја 5 знам години. цената на јагленот и по која цена ја набавува ЕСМ, да бидам искрен, но тоа доека го... Не е само Бектеши има договор таков направен, министер за Не, економија. државата ќе Да, обезбедува за за ЕСМ. ЕСМ како државна компанија и треба што е можно побрзо да дојде природниот газ во Македонија и да почнеме конечно да ги изградиме Ке гасни електрани и во Битола и во Неготино да се пресвичи од мазут на природен газ и малку Со- од малку да се со овие стабилизира. 15 милиони евра што ги дава владата за купување на мазут за ТЕЦ Да. Неготино, иако ТЕЦ Неготино во времето на владата Никола Груевски 2006-2008 година, Тито Петковски тогаш преку своите министри во владата сака да ја продаде на, мислам дека грчки инвеститор. Не успева тоа да биде завршено и тоа е една од причините зашто Тоа НС мислам беше американски Семкорп беше. Да, меѓутоа преку Грција. Не, прво имаше нели еден Да. тендер на кој што требаше да добие ЕВН, па го раскинаа договорот, па потоа распишаа нов тендер, не знам како беа, Семкорп и Хатч имаше уште една некоја компанија, ја избра ми се чини
полошата компанија. И се прекина тендерот, тоа не најверојатно да, тоа не функционира сега. Од сегашна временска дистанца, вие сметате дека е грешка, дека ТЕЦ Неготино не функционира и ако функционира или ако почне сега да функционира овие 15 милиони евра што се дадени од владата. Знаете колку го плаќаме ТЕЦ Неготино секоја година? Колку? 3 милиони евра. 3 милиони евра. Од 79 е направено 42 години, 126 милиона евра. Работел, не работел? 3 милиона евра за да не работи. Кога работи треба да купуваме мазут, значи 126 милиона евра сме дале за споменик. Доста скап според споменик. мене, Доста тоа е скап 3 милиона евра. Може би не ни требало на мазут да се направи тогаш кога е правена. Меѓутоа сега е неопходно. И реално сега е неопходно зашто цените отидоа многу нагоре. Инаку овој договор со ОКТА што беше, се извинувам. да. Кај што ние имавме обврски да купуваме мазуто, да купуваме овие нели деривати по тие Поштетен цени. договор не постои. Да, не постои, бидејќи всушност навистина ОКТА чинеше околу 20 на 25 милиони германски марки проценката или долари што беше Со направено. резерви за нафта 32 милиона. 32 милиони, меѓутоа ние го продававме целиот нафтен бизнис во тој временски период, кој Така чинеше беше. некаде околу 300-400 милиони долари. Така. Значи со инвестиција Грчка од 20 на милиони долари и го купија цел нафтен бизнис во наредни 20 Не години. знам ако било инвестиција, ако платиле 20 на милиони евра, имаат 32 милиони Во марки тогаш во нафтени резерви. Како и да е, значи во изминативе години реално ТЕЦ Неготино не се исплатеше ни да работи затоа што Сега- беше поевтин. Сега прв пат ќе ни користили сега. и па производната цена се во зависност од ценава на мазут ќе биде околу дали завод работи со еден котел со два, да речеме 150 евра за мегават час. Сега ни Помалку треба од овие како 250. суво лепче. Помалку од овие 250. Апсолутно, Сори, апсолутно. Всушност ние ќе треба да сме стрикни ако се 250 од 300 бидејќи еве велите И петокот отиде и 500, во Будимпешта сега во и тоа 500. е во Будимпешта на берзата во Хупекс, да. Зошто во Будимпешта? Зошто таму се Таму е отворена берзата и таа е добра берза и најрелевантна за овој регион, инаку берзи има сега во секоја држава од суседство. Во Србија има ќе стаи вас Орбан некој почесен конзул. Не. Ќе ви тргни, ќе дојживоти Не. за нас. Не, така се поводи. Прва берза и е најликвидна. Почесен конзул па стана Има во Бугарија, Хрватска, Србија. Мислимовски, цената на нафтата зависи од вас? Цената на нафтата ништо не зависи од нас. Ние значи само ги прибираме податоците, тоа што е на медитеранската берза преку плац, колку е во секој ден ги собираме за секој нафтен дериват поотделно. Значи колку е за дизел, колку е за бензин, тие ги објавуваме, колку Значи, бил вие сте- курсот на долари, таму сме Значи вие сте како Јонче Енглеска кралица. како Јонче да ги тронче. за нафтата сме Јонче да ги тронче. Планирате со штрајк со глад еден да направите На ги мене ќе ми изгол- треба да ви, поголем да ви глад. зголемат ингеренциите, од вас ништо не зависи од за нафтата, државата. да ви кажам, Македонија е една од ретките земји, Ислам и Словенија, каде што регулаторот определува. Се е либерализирано и на слободниот пазар. Значи, вие гледате кој ќе одиме во Грција, во Србија, Лани дека цената за секоја бензинска е различна, кај нас е за секоја иста. Например, Вистински лани беше многу поскапо да се складира нафтата, бидејќи цената имаше Апсолутно. паднато на 0, Да. на 0 долари за Сега, знаете за околу ова ценава на нафтава, и ние ја определуваме, ви кажувам како ние и да сакаме, не има ли можеме. има ли шанса и тамо да почнат да растат цените, бидејќи ако е војна, ако е бал како велат, барем да биде маскемел, ако е војна со природен газ, да не стане војна со нафта. Нафтата почна пред 3-4 недели да расте сериозно. Америка намерно ја зголеми од своите резерви пушти во промет и 2-3 недели регулаторната комисија за енергетика, а и јавувањето на новиот сој на коронавирусот ја намали цената на нафтата на светските берзи и сега од минатата недела порасна нешто и оваа недела мислам дека е тука негде. Ама мене ми е друго интересно. Значи со нафтава и со гасов, како короната сме. Баш Таман така. ќе заврши делтата, Да, природен па газ, ќе дојде ќе ова. почне нафтата да расте. И ние никако ни вакцина помага, За жал, ни така една, ни е. втора, ни трета, ништо, значи. И така е тоа клучно да се знае дека ние со домашен јаглен сме имале поголема енергетска независност. Природниот газ кога ќе го увезуваме не е наш, го немаме, нафтата ја увезуваме. Ќе треба нашиот премиер или председател не го пуштаме, пошто тој
нема да комуницира со Путин, веројатно нашиот премиер ќе треба да оди во Сочи и да се договара со Путин ако сакаме да имаме природен газ. И од каде ќе го повеќе извори ќе доаѓа природен газ во Македонија, од азербеџански ќе доаѓа до Александрополис. Ако учествуваме во Александрополис или да дајгаш Значи што старо. Александрополис е една работа, а друга работа е азербеџанскиот магистрален гасовод кој што Бугарите го прекинаа тој Бургас Александрополис крак, нели? го направија. Го направија сега. Да. Бидејќи тие нели имат, русите имат инвестирано во она нафтена индустрија во Бургас, меѓутоа таа Лукойл нафтена индустрија во Бургас е со олово, стара технологија, така натаму, не е добра. Тоа што инвестираме во Александрополис, ќе имаме бенефит, ќе имаме некоја корис или ќе имаме... Па единствено е тоа логиката да имаме бенефит. Прво да најголем бенефит са како што се покажа во овие кризни времења што ќе имаме гарантиран природен газ, значи ќе си имаме количини за нас. Тоа е значи 150 километри, да речем 100 километри. Па си иде по гасовот и нема проблем. Од Солун, значи до Солун е 100 километри, од Солун значи до кај нас може брзо да стигне. Не е проблем, тоа ќе се функционира. Ксанти е значи, тоа тоа е најбитно да си обезведиме газ да си имаме за кај нас, а верувам дека тоа е интересна работа што овој гасовод што кој ќе се поврзаме со Грција треба да продолжи во и сега Косово, иако имаше за жал некои најави од косовската страна дека не се заинтересирани со природен газ, а не разбрав зашто, затоа што нема друг. Денес е Свети Никола, значи мисијата Свети Никола ја објавуваме кој голем христијански празник и се што ќе им кажеме гледачите 10%, под 10%, надеста тебе да завршиме мисијата цело. Би замолил да не лицитираме. Но ништо не лицитираме, ние прашуваме. Ќе видиме колку ќе биде. Не можам да кажам, бидете. Ама мора, значи наискрено ви кажувам, не можам во овој момент да сигурно ќе има зголемување. Да кажеме, да, ќе има зголемување, веќе е јасно бидејќи имаше тендер на Евана Хоум, кај што се јави ЕСМ со повисока цена од постоечката. Значи, нова година ќе ни ја честитате со честитка која се вика зголемување на цената на електрична енергија. Но ние треба да бидеме стрикни, бидејќи ќе биде помала отколку во другиот дел на Европа. Така сега да знаете како е, кога кажувам колку е цената на електричната енергија, луѓето се поврзуваат со платите. Ама платите колку се, значи овамо во струја, ја би сакал да биде поврзана со платите, и тоа не може да се направи преку цена на електрична енергија. Она што може да се направи е државата да субвенционира ранливи категории на потрошувачи. Зоран Заев пред да замине од функцијата премиер рече дека ќе направи се, иако често и не ги исполнил своите ветоња, меѓутоа рече дека ќе направи се граѓаните да не плаќаат. Дека ќе се најдат резерви за субвенции во буџет и така натаму и така натаму. Има ли шанса или за која сума на пример пари би било ако треба да се зголеми цената за 10%? Колку ќе треба граѓаните поскапо или повеќе да плаќаат? И дали државата може преку субвенции да го покрие, да го покрие граѓани да им покрие. Тоа е факт, има некои што може. Што се богати. Така. Според мене ние треба да кажеме да го определиме приходот на едно домаќинство и да се врземе со оваа минимална потрошувачка кошничка. Добро. Тие што имаат приходи во домаќинството под оваа минимална потрошувачка кошничка, тие треба да добиваат највисока субвенција. Треба, да речеме, 2000 денари. Добро, колку ќе чини државата месечно? Ако месечно е тешко, ја може да ви кажам на годишно ниво според некои мои проценки, кои што се дали, мислам... Добро, од рамковни. 40 на милиони евра. Годишно? Годишно. Значи на 12 месеци кога ќе поделите, да. Тоа е некаде околу 3 милиона евра, 3,5 милиона евра месечно. Па тоа не е многу пари за една држава. Јас се согласувам дека не се многу. Мислам дека ако се 3,5 милиона, 3... А ќе го релаксираме цел електроенергетски сектор. Да, и ќе релаксирате граѓаните, да не сега да гледа телевизија тамо да се тресат пензионерите кои пола пензија им одат за лекови и за лекарства, да се тресат дали ќе имат пари за електрична енергија. Пушта ако дојде некоја зима со минус 15 степени, мислам што ќе се прави. Се согласувам дека треба да водиме сметка. Значи вие како председател, еве да завршиме, ќе инсистирате како председател за струја државата да го субвенционира поскупувањето на електрична енергија за ранливите категории на потрошувачи, да. Апсолутно. Фала многу, ми беше задоволство што разговараме. Ви благодарам и за покана. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Марко Беслимовски. На почетокот заборев, меѓутоа никош не доцна, да се честита празникот Свети Никола на сите што слават, а слави половина Македонија слави, половина Македонија има оди на гости.
голем христијански празник и изминатите 4 или 5 години немаме промашено емисија да не биде емитувана или на ден пред Свети Никола или на Свети Никола, така се погодува и постојано го честитам тој празник и да ја задржиме таа традиција, честито Свети Никола, да сме живи и здрави. Ако ви се допадна оваа емисија, се гледаме четврток во 22 часот, уште 3 емисии до крајот нова календарска 2021 година. Се надам дека ќе завршиме во еден убав и голем стил, како што е всушност целата година. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.